Борусија демолирана во Дортмунд од Баер. Фудбалерите на Баер од Леверкизен во дербито од 21-то коло на германското фудбалско првенство како гости беа обидливи со 5-2 во Дортмунд против Борусија. Откако на самиот почеток на надпреварот двата тима разменија автоголови, Баер поведе во 11-та минута преку Мануел Аканџи, а за Борусија изравни и во 16-та минута Жереми Фрампонг. Аптекарите до полувремето стаса до предност од 3-1, благодарејќи на Флориан Вирс и Роберт Андрил, кои беа прецизни во 20-та, односно во 28-та минута. Во вториот дел Баер го зголеми водството на 5-1 со погодоците на Јонатан Тај во 53-та и Муса Дијаби во 87-та минута, а поразот на Борусија го ублажи Штефан Тигес во 89-та минута. Барса во бурен меч го доби Атлетико за да го помине на табелата. Барселона со 4-2 го совлада Атлетико Мадрид во борното дерби во 23 коло во Ла Лига за да ги помине на четвртото место на табелата во меч во кој имаше прекрасни голови, црвен картон и многу жар на теренот. Атлетико поведе на Nou Camp уште во 8-та минута преку Јанин Караско, пошто следуваше неверојатна прва половина на мечот за каталонците. Само 2 минути подоцна Жорди Алба постигна невозможен гол за израмнување пред Адама Траоре да ја запише првата асистенција по враќањето на Каталонија за голот на Гави во 21-та минута. Роберто Араухо во 43-та минута од мечот најави катастрофа на Атлетико, меѓутоа во второто полувреме имаше поинаква приказна. Дани Алвеш во 49-та минута зголеми на 4-1, пред 6 минути подоцна Луис Суарес повторно да биде стрелец против поранешниот клуб за 4-2. Последните 20 на минута беа одиграни во напната атмосфера, откако Алвеш доби заслужен директен црвен картон во 69-та минута за стартот без топка над Караско, пошто на публиката на Nou Camp највиновен им беше судијата. Ристовска и ЦСКА Москва загубија, издржи едно полувреме против ГЕР. Шампионот на Русија ЦСКА Москва доживеа пораз од ГЕР со 23-27 во надпреварот Лигата на шампионите. Избраничките на Флорентин Пера парира во првите 30 минути, а во поголемиот дел од првото полувреме беа и во минимално водство од 1 гол разлика. По нерешениот резултат од 13-13, ГЕР со 2 гола во низа стигна од водство од 15-13 на полувреме. Екипата од Унгарија во второто полувреме константно ја одржуваше стекнатата предност од првото полувреме, која на моменти изнесуваше и 5 гола разлика. Репрезентативката на Македонија Сара Ристовска одигра солидна партија во дресот на ЦСКА Москва. Ристовска беше меѓу главните стрелци во Москвата екипа, постигна 3 погодици од 6 обиди, додека прв стрелец кај домакините беше Екатерина Илина со 8 гола. Победа во денешниот надпревар во рамките од 12 коло од Стравија и екипите на ЧСМ Букурешт и ОДНЗ. ЧСМ Букурешт на свој терен немаше никакви проблеми против Подравка, триумфираше со 29-21. Шведскиот шампион Ставехов беше немоќен на гостувањето во Данска, кој ОДНЗ запиша пораз од 24-37. Хамилтон ги реши сите дилеми за неговата иднина во F1. Седумкратниот светски шампион во Формула 1, Луис Хамилтон, го прекина молкот кој траеше од трката во Абу Даби, на која изгуби титулата од возачот на Red Bull Макс Ферстапен. Од тој момент почнаа шпекулациите дека британецот ќе се пензионира и ќе заврши кариерата во F1, сепак тој ќе си даде уште една шанса да го урне рекордот на Михаел Шумаер. Хамилтон за неговиот профил на Твитер објави фотографија со опис кој ги реши сите дилеми за неговата иднина. Ме немаше, ама се враќам, напиша британскиот водач. Победникот на 103 трки во најбрзиот циркус мислеше на враќање во F1, а тоа го потврди и Мерцедес на официјалното профил на Твитер. Феноменалниот Кобајаши стана олимписки шампион. Јапонецот Рјоју Кобајаши е победник во малата скокалница на Зимскиот олимписки игри во Пекинг.
Кобајаши прескокна 104,5 и 99,5 метри и го освои златото со 275 поени. Сребрениот медал го освои австријецот Мануел Фетнер, а бронзата полјакот Давид Кубацки. Трагичар е словенецот Петер Превц, кој беше втор по првата серија, но со слаб втор скок го загуби медалот за половина поен. Надпреварот во големата скокалница е закажан за 12 февруари.